Почитувани гледачи, добро дојдовте ново издание на вашата емисија Агроспектар. Редовно ве информира и едуцира за квалитетно земјоделско производство. Кога сме кај времето како главен фактор, можеме да кажеме дека навистина тоа е непредвидливо, иако се најавуваше нов снежен бран и бран со врнежи, сепак имаме сува студ, меѓутоа дневна температура која што ни оддалеку не треба да биде во овој период кога сме сред зима. Дали и оваа година ќе биде исто така проблематична кога е во прашање квалитетната влага во почвата, а со тоа и нормалниот раст и развој на растенијата. Кога е во прашање останатиот дел од земјоделското производство, ништо ново не се случува. Лозарите се започнати со операцијата за резидба на виновата лоза, иако Свети Трифун се уште не е дојден и имаме уште една недела. Исто така и овоштарите започнаа со резидба. Некое раздвижување има кај рано градинарите, меѓутоа и оваа година се помалку се насадите кои што се обработуваат. Се помалку младите влегуваат во нива, бидејќи велат дека земјоделството за нив е неисплатлив бизнис. Зошто е тоа така? Сме говореле многу пати, бидејќи трговците ја собираат маката на земјоделскиот производител кој макотрпно дењено ќе работи во нивите за да произведе, а на крајот кајмакот од тоа производство го собираат трговците, бидејќи земјоделскиот производ го купуваат по 10-20 денари, а го продаваат по 100, 150, 200, 250 денари. Ете, тоа е причината зошто младиот македонец не сака да се занимава со земјоделство, бидејќи државата не го штити во патот на производство и продажба на земјоделскиот производ. Во овој Агроспектар ќе направиме анализа на времето, на се она што е актуелно во аграрот во овој период, а исто така имаме и тема во емисијата, затоа бидете со нас, а со нас е професор доктор Исто Вучков. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Времето, рековме многу пати досега дека е непредвидлив фактор, земјоделството е фабрика на отворено, директно зависно од условите кои што се од климатски аспект. Климата е веќе пореметена. Сред зима сме, меѓутоа ги немаме тие значителни количини на снег или пак врнежи од дожд, кои што ќе направат акумулација на вода за следната производна сезона или за почетокот на пролетта и летото, кога е сушен период, да имаме влага во почвата или да имаме вода во хидроакумулациите. Што се случува, професоре? Каква е состојбата во поглед на температурите и влагата? Јас ќе кажам да, еве, сме веќе навлезени во февруар месец. Календарски влегуваме во сред зима, каде што би требало сред зима да имаме снег до колена, да имаме зимски амбиент и така натаму. А ние имаме овие денови, вчерашниот и денешниот, со температури високо над нулата. Сето тоа ме загрижува, бидејќи во јануар месец, кој за многуте земјоделски фамилии представуваше најголемиот, најдолгиот и најтешкиот месец, бидејќи има многу традиционални празници, па слави и така натаму, и финансиски истоштување на фамилиите, а џебот е и така тенок, бидејќи земјоделието не се почитува како што треба. И тука, како што рече, тука играта ја играат политикантите и трговците, правејќи кошници врз тоа да во кошничките доаѓаат производите од земјоделскиот производител. Тоа уопште не е покренато како вистина дека ние 80% од таа кошничка од производите ги увезуваме од странство за дебели девизи. И сега политикантите, кошничката била 385, не 360 денари, си играт мајтап со народот, поштено кажемо. А земјоделскиот производител длабоко тони, маргинализиран и остава површините празни. И јас искрено ќе кажам, бидејќи сме кај времето, моите видувања кои беа оптимистички до пред
предходната емисија кога рековме дека имавме врнежи од дожд, имавме еден оптимистички поглед и дека до 22 март, до првиот пролетен ден, ние имаме уште можности да очекуваме дожд. Но како што да работите овие денови кои ги имаме, сега има најава на еден доста енергичен влажен бран во средината на февруари. Ако и тој не прескокне, тогаш не е на одмен да кажеме дека тие тектонски пореметувања ќе не следат како што не следеа минатата година. Значи долг сушен немавме период. 100, повеќе од 100 дена врнежи од дожд и имавме голем губиток на производството. Значи времето, вие рековте една многу добра реченица на почетокот, дека времето е фактор од кој зависи обстојбата во нашиот аграр. Бидејќи водата е двигателот на сите Без вода нема функции. воопшто Без вода нема производство. никаква можност за производство. И сето тоа, јас ќе кажам, очекувам дека ќе имаме уште врнежи. Но тоа ќе биде едно пореметување, бидејќи ќе имаме пак, бидејќи температурната сума кај многу овошни видови, кај многу производители веќе е во една напредна фаза. А веќе март и април, кога дојдат бабите и оние денови, ќе имаме ниски температури, каде што кајсијата мрзна за која имавме минатата недела прилог, каде што времето е врнежливо, не се работи и така натаму. А тие денови сегашни ни требаат во март, април и мај. Така. Така да времето е непредвидлив фактор према кој ние мора да се прилагодуваме, сакале или не. Каква е состојбата во аграрот? Лозарите веќе се излезени, бидејќи временските услови го дозволуваат тоа, се врши резидба на виновата лоза, истото го работат и овоштарите, градинарите се веќе активни, цела зима за да го произведат раното градинарско производство. Каква е сликата од Ќе теренот? почнам од последното ваше видување. Во Банско, во каде што има топла вода, струмичко, веќе има интензивни берби на љута пиперка, која почна уште пред Која е цената 2 недели, на 3. откуп? Цената на откуп засега ги задоволува. Дали 7 денари или 9 денари по парче. Но тие велат, нека биде така до крајот, а не после тоа да стане 1 или 2 денари. Видите, вие рековте еден убав чин на видување што работи трговската сфера кон земјоделието, буквално го ништи, а е добро поддржана од политикантите. А политикантите кобајаги, па одат ни по самопослугите, демек они жртвуваат се да му обезбедат на граѓанинот. Тоа не е, ама уопште, тие кошници, тоа е се манипулативна лага која не треба така со народот да го да прават. И сега намесно владата да се окрене, да се обрне кон аграрот со негово едно визионерско видување и зголемување на обработливите површини, а не уништување од страна на овие индустријски зони и така натаму, ние уопште за тоа не дискутираме. Ние дискутираме за кошничката, за производството. Тоа производство што не е наше и што е увозно. Тоа е една оптичка варка или политиканство сега да демек му се овозможи на граѓанинот, посебно земјоделецот е во една толку привилегирана форма, јас го чувствувам тоа бидејќи сум на терен. Сега он што да каже, ќе му се дадат. Владата сега 6 денари даде за плюс за оризот. Туртунот 500 денари кило. Доматите 20 денари. Тоа Работи кои што не се логични. Така. Време ли е да се кројат овошките и виновата лоза? Многу пати тоа го алармираме. Да. По однос на кроењето, голем дел од лозари и овоштари ги искористуваат сите позитивни дени како што е денешниот и со право да извршат кроење. И
кроењето е во еден интензивен ток, иако за неполни 8 дена веќе ќе имаме еден званичен чин на почеток на кроењето. Тоа е Свети Трифун, каде што во Кавадарци се прави одредена манифестација, што е традиционална и што е за поздравување, бидејќи лозарите во тој период, во тој ден, треба да ги кажат своите барања и тој ден да биде нивната сигурност која ќе им се обеќе дека ќе им се купи грозјото по таа и таа цена. Повторно истата пракса 3 децении се врши резидба, меѓутоа непознато е колку ќе се откупува, по која цена. Точно. Значи лозарот е во неизвестност како да ја изврши мерката кроење. Точно. Колкав род да предвиди, бидејќи не знае по која цена ќе се купи. Таа е најголемата неизвестност за лозарите. Лозарот ако има своја добиена цена, тој ќе калкулира со кроењето, со добивање на квалитет, чекерни единици и така натаму. Тој крои во неизвестност, бидејќи во себе си се праша каде ќе го продаде. Дали да се осварне на квалитетот или на ќе добијат. А сето тоа, знаеме со години дека тој е омаловажен со цените. 8 денари смедеревката во свое време и ред други работи што ги праваат поединци, бидејќи таа визба треба да биде за сите производители на винова лоза. А со таа нечесна приватизација беше дадена на еден човек и тој сега зема од тој што сака по цена која сака, а не да има една производна цена за него колку посто да, како трговец, земе и да има производителот сигурност. Тоа е една голема неправда према кројачите, према лозарите, овощарите, па и градинарите. И трагедијата да биде поголема. Сега, политиката е влезена толку длабоко, што демек сега на оризарите 6 денари ќе се даде плюс. Кој владата ќе даде? Чии пари ќе даде? Од народот. Нема тука логика. Наместо да се знае кој рандман има овај оризот, која цена треба да има производна, колку трговецот да зема, и тоа треба да го регулират. Наместо тоа си играат. Да, меѓутоа политиката не сака да си замери со бизнисот, бидејќи доаѓаат па избори. Но ние со тоа нема да се расправаме. Така. Јас ќе кажам нешто збор два, бидејќи реков минатата недела за зеолитите. Да, тоа е нешто доста значајно во поглед на науката, на сите тие испитувања што се прават. Зеолитите многу често ги говориме, меѓутоа и даваат добар приход во земјоделството доколку се приминат. Бидејќи повеќе од 5 години него следам, пратам и аплицирам. И резултати имам фантастични и во догледно време. Јас сум воедно убеден дека секој лозар, кога ја свати суштината, што прави зеолитот во почвата, одржувајќи влага, бидејќи активната материја е клиноптеолит. Тој клиноптеолит е одржувач на влагата, абсорбер на влага, од една страна, од друга страна, она повеќе годишна традиционална примена на оние ѓубрива, азотни, фосфорни и така натаму комбинирани, има токсификација. Тој зеолитот служи и како детоксификатор на сите тие токсични творби, што покасно може да се најдат во тој процес при бербата, во ферментативниот процес и така натаму. Значи, за нив, ние веќе припремаме одредени прилози кои ќе ги даваме во еден континуитет, да луѓето сватат дека примената на зеолитот е враќање на душата на земјата и нејзината функција по однос на добивање на принос од културата која се одгледува. Без разлика дали е тоа лозарство, овощарство или градинарство. Само треба да се тоа стручно примени, да се инкорпорира и да тој зеолит го постигне тој резултат што се од него очекува. Бидејќи тој како еден извонреден
регулатор на ПХ вредноста во почвата. А тоа значи многу. Да има нормална ПХ вредност, тука кореновиот систем во ризосферниот дел има фантастична функционалност. Ако е висока ПХ вредноста или прениска, тука нема функционалност. И тука нема принос, и тука ќе немаме квалитет, ќе немаме шеќерни единици. Затоа нешто ние веќе работиме одредени прилози, како што дававме прилози, кои ќе ги припремаме точно со комплетното осознавање на земјоделецот, кога да го примени, која количина врз основа на анализата, која количина да ја примени, како да ја примени, со инкорпорација во почвата и, што е најважно, покасно, може да година, 2-3, зависно од типот на земјата, тој нема потреба од фрлање на било какво ѓубриво. Бидејќи зеолитот постепенно, тоа 2-3 години ја држи целосната структура и квалитети на почвата за било која култура да даде максимален род за кое нешто го одгледува земјоделскиот производител. Сите тие работи ќе ги конкретно ние спремаме и јас сум воедно убеден, бидејќи и економскиот аспект ќе се запази и ќе имаме на еден начин задоволство од производителот со развојот на виновата лоза, со нејната кондиција, бидејќи освен во почвата, тој се применува и фолијарно со оние хемиски третмани, каде што функцијата ја зголемува дво и трократно фотосинтетските процеси ги зголемува и тука чим имаме фотосинтеза јака, имаме јак пораст на гроздот, јако зрно, квалитетно зрно и јак имунолошки отпор према болести. Тука предностите кои ги има, што ги има, ние во детали ќе го образложиме во една од наредните емисии. Така, колку и каква е искористеноста во аграрот? Тука имам, јас сум повеќе од 50 години во аграрот. И тука имам припремено еден прилог, сите збориме како ресурсот аграр не е одговорил во државата, демек го обвинуват ресурсот. Што е тоа ресурс? Тоа се можностите. Дали е тоа 274 светлосни дена? Дали е тоа тип на почва која Кавадаречко има, која е најподобно за одгледување на виновата лоза и добивање на врвни светски резултати од видови на вино. Дали е тоа типот на почва, наносен алувиум или делувиум во Струмичко, каде што имаме најквалитетна домата со ликопенот, оној црвен пигмент, каде што на друго место не се раѓа. Или квалитетниот праз во Струмица. Или квалитетните јапонско јаболко и калинките во Валандово. Тоа се ресурси, тоа е целта на владата, било која, од осамостојувањето што никој не го потекнал тоа, да го тоа окомпонира и да аграрот како ресурс представува еден стожер за обстојбата на нашето парче земја. Не да го распродадеме со индустријски зони и со други глупости, на плодна почва да се даде нешто, да се узурпира таа почва, да се стави некој објект, магазин или било што. Тоа е трагедија на нашето време, а се случува. Ние имаме така припремен прилог, па предлагам да го погледнеме видеоматеријалот така. Ние во овие наши емисии секогаш одиме со одредени стручни теми, практични теми, изворни теми кои се од теренот, со наши сугестии и смерници кои се ите како значајни како да земјоделскиот производител стекне одреден квантум на знаење, а со единствена цел биде квалитетен европски производител на храна. Тоа е наша желба, со таквите нешта ќе продолжиме, бидејќи навистина аграрот за нас од стручната фела, јас од стручно практичен аспект ја гледам, токму аграрот е ресурсот
кој може на Република Македонија исклучиво да им го даде она што сите го сакаме. А тоа е да имаме стандард по глава по жител што задоволува. И, што е најважното, она трагедија во последните 10 години, па и повеќе, од осамостојувањето. Млади, квалитетни кадри, работна сила и така натаму, ја напуштија Македонија. Зошто? Затоа што организираноста, која беше во бивша Југославија, беше една работа. А по осамостојувањето, наместо посветување на она што господинот Киро Глигоров, кога се врати од Београд, дословно на еден скуп на, точно на стратешки стручни кадри, рече: аграрот е се што имаме. Ако му придадаме значење, ние ќе бидеме земја со стандард подобра од Луксембург по глава по жител. А Луксембург важи за една од земите која има навистина висок стандард. Тоа не е џабе кажано. Човекот е економист, човекот ја гледа стратегијата и важи за човек кој има визија по однос тоа парче земја, сега самостално да очврсти и има собствено квалитетно производство на храна. А не, најновите податици се трагични, колку милиони евра ние даваме за увоз на храна. А од друга страна, ресурсот аграр, што е и тема на денешниот ден, гледаме, нели, колку е искористен ресурсот аграр во Република Македонија. Тоа имаме добри стопанственици ние. Тоа сите го добро знаеме, дека ресурсот аграр од осамостојувањето на Република Македонија требаше да биде приоритет број 1, како ние, како парче земја, бидеме атрактивни за европскиот пазар. Со многу големи можности. Зошто ги изборам овие работи големи можности во мала држава? Затоа што оние 40 години мои поминати во аграрот, со следливост од многу адути или аргументи, не можам а да не кажам дека сме многу назад по однос на тоа што треба да бидеме и каде треба да бидеме. Зошто го збориме тоа? Свесни сме сите на 270 таа реалност. Имаме повеќе од 270 светлосни денови. Што значи сончевиот зрак за производство на храна? Тоа еден холанѓанец може да го сонува. Тоа еден германец, французин и така натаму, кои се горе на северниот дел, може да го сонуваат. А ние сонуваме за нивните остварувања. Холандија производител на семенски материјали со подморска висина и со, еве сега овие периоди, во месецот 2 или 3 дена немаат сонце. А ние имаме секој целодневни сончеви периоди со еден медитерански чин на клима што заслужува внимание. Дали го користиме? Како го користиме? Дали го препознаваме тоа? Тоа се вистините кои ние мораме еден ден да ги
предочиме, да ги ставиме на тапет и да ги имплементираме во производниот процес. Освен тие 270 светлосни денови, ние во производните региони, верувајте, имаме типови почва, што лично јас, како македонец, бидејќи сум во аграрот, едно Баландово, една Струмица, едно Кавадарци, значи, сите региони си имаат специфики, што перспективно ќе збориме и за регионализацијата на Република Македонија по тип на почва, по климатски услови и по можности. Морам да кажем дека имаме типови на почва фантастични за било какво производство. Значи, сончевите денови, почвата. Водата ја имаме уште, иако сме тотално нерационални во користењето на водата. Нерационални во почитување на почвата со тие трансформации од земјоделско во градушно земјиште. А тоа нешто ќе го елаборираме во една од наредните емисии. Сите тие аргументи водат кон тоа дека имаме, значи, светлосни денови какви што треба, имаме вода што може други да ја посакат, имаме овај тип на почва квалитетна и го имаме трудолюбивиот земјоделски производител. А што уште треба? За да се оваа крилатица, ресурс во аграрот, да биде искористен максимално. Значи, ни треба еден необходив чин на преслушување, од кога сме осамосталени, да размислиме и да бараме каде е причината за таквата состојба во тој наш аграр. Прво, тој процент на искористеност на ресурсот аграр, докажано од експерти, од економисти, агроекономисти, дека е минимално искористен. Ерозиите кои се прават по однос на трансформирање на плодното земјиште во градежно. Тоа е трагедија за Република Македонија. И тука имаме навистина рушење на онаа основа дека аграрот треба да има сосема друга смерница по однос на чување на плодното земјиште. Она што се случува за искористување на ресурсот во плодните површини, се јавија групации кои со рудните квази стручњаци од многу земји од светот, 23-24 концесии дават за рудни богатства, кои Македонија ги има, и ќе биде рударска земја. И трагедијата да биде поголема од потезот од Гевгелија до Берово 23-24 концесии да се копа руда и Македонија да биде богата. Буквално во Република Македонија тоа е јадрото, не јадрото, тоа е оној суштински најплоден дел од Гевгелискиот дел кој ќе фатиме. Богданци, Валандово, Струмичкиот регион, Целдорадовиш, тука се стварат илјадници тони храна. И ние, без пардон, гледаме Казандол,
гледаме иловица и уште многу ќе гледаме покушаи како да се уништи тоа производство по одредени копови од некоја руда, која по копањето останува пустош, тој пустош после тоа ќе има страдање на генерациите кои доаѓаат за нас. Значи, со еден збор, ние ресурсот аграр, наместо добро организирање и користење на тие аргументи, значи сончевиот адут, почвениот, водениот и трудолюбивиот земеделски производител, кој ни бега, оди во Швајцарија да работи исто градинарство. Оде во Италија да бере истото грозје. А тука нема живот, нема екзистенција, нема стратегија, нема ништо. Каде е причината? И навистина за причините, за таквата состојба има многу да се зборува. Но ние во овие емисии нема многу да збориме, затоа бидејќи малку фали да некој помисли дека имаме некои политички заднини или било какви други предрасуди. Нашите емисии, тоа е генерален договор со собственикот, немаат политички карактер. Значи, ресурсот аграр, агрономската струка сака да биде максимално искористен, да добиеме храна првокласна, поможност и органска или за европскиот пазар, каде што ќе бидеме атрактивни за таа работа. И јас во повеќе наврати го зборам тоа. Јас ќе бидам среќен кога Кавадаречкиот регион ќе биде најпознат по тоа грози што се таму произведува, со таа шеќерност, со таа конзистенција на месо, со сите предрасуди и адути и сегашните технолошки и енолошки подобрувања, да ние на европскиот пазар добиеме првокласни вина и освојуваме златни медали. А тоа е сатисфакција за Република Македонија. Зашто Република Македонија да не може да биде во сите сфери така и да биде со еден свој авторитет. Сега е пак некое подобрување со винариите што ги имаме. Иначе порано тоа беше чудо едно како сировината од тука одеше во Словенија, словенците произведуваа вино и освојуваа златни медали со наша сировина. Има уште некои компании во Македонија кои уште немаат своje пакување, туку даваат рефуз, го даваат виното да другите го користаат она што Господ ни го дал и те како добро. Но сето тоа што јас го зборам, го имам тој процентуален чин и знам дека процентот на искористеноста на нашиот ресурс во агрот што го имаме е минимален. Неорганизиран, чак и разочарувачки со оние брзи, како да ги кажам, трговски манери, со хиперпродукција на производи, обезвреднување или омаловажување на цената на производите. Сите тие адути, неквалитетно производство, неунифицирано, неамбалажирано како што треба. Ред работи ни се нафрлат само да се обезвредни трудот на земеделскиот производител и да се излезе тука дали на српскиот или на бугарскиот пазар или албанскиот и тоа е еден дострел. А не унифицирано производство кое на Глобтраде во Минхен ќе рефлектира со квалитативните аспекти. Што се случи со Кавадаречкото вино. Зашто да не се случи со
јапонското јаболко кое во Швајцарија важи како една важна извозна работа, бидејќи Валандовскиот регион произведува од 3 до 4.000 тони квалитетно јапонско јаболко, кое за европскиот пазар ќе биде хит. И наместо ние да го брендираме тој регион со јапонското јаболко, со калинката, со смоквата и со актинидијата, ние без пардон, чак и неуспешен референдум имаше во Валандово да се отвори казандол. Абсурд на нашето време. Наместо брендирање на тој производ, никакви рудни богатства, мислам копови, никакви чуда, туку производство и негово проширување во сите локалитети. А таму рудното богатство и, што е уште потрагично, поединци од градоначалник, почнувајќи до председател на совет или кој, си зеле за право тие шупи за бараки за шиење кошули, фармерки и така натаму, на прво класо земјиште ги лоцираа и дадоа индустријска зона на првокласно земјиште во Валандово. И не само во Валандово. Тоа го има сегде. Не е помалку Струмица, не е помалку Кавадарци, не е помалку Тетовскиот регион, Свети Николскиот. Индустријска зона на првокласно земјиште. Тоа е абсурд на нашето време. И на вистина, таквото нешто, јас мислам дека ден порано ќе биде веќе препознаено и на еден начин коригирано, бидејќи плодното земјиште е богатство на државата која ствара храна за неа, па и за извоз. Што е важно и најважно во тој ресурс, зошто не е искористен? Земјоделието секој го рачуна како една гранка, ако нема што друго да работиш, оди во земјоделието. И трагедијата која е најголема, таа нивна честност е злоупотребена и инкорпорацијата на сите политики, тука не делам една, на сите политики инкорпорирани во стопанството, прават најголема компромитација и штета во стопанството, каде што се раслојува буквално народот. А таквото нешто, за да не биде, мора да се оди кон онаа суштина. А суштината е ресурсот аграр да претрпи хитна рехабилитација по однос на организирањето на аграрот, прво здружување, но вистинско здружување на земјоделските производители, бидејќи се тие разединети. Втор значаен дел, окрупнувањето на површините, кое нешто во последните години е така испрекинато и сецкано, каде што наместо еден крупен комплекс да се створи, се стварат ситни парцелки од кое аир и нема. И таа грижа кон земјоделските производители буквално ја нема. Земјоделскиот производител има изгубено довербата во таа држава. И вели дека никој не размислува на него, а тој ствара храна. Таквото нешто ден порано треба да се преиначи, а тоа во наредната емисија ние ќе имаме за стратегијата и стратешки развој, што е значаен, да се преиначи во однос на тоа да земјоделскиот производител ја врати довербата, да биде ценет и стожер и да биде во центарот на збивањата, бидејќи ствара храна, тек тогаш да произведува за познат купувач, а не произволно, тек тогаш ние може да поразмислиме дека и да очекуваме подобри денови за нашиот аграр.
На крај од ова издание на емисијата, што ќе порачаме? На крајот, јас после ова што го видоа гледачите и слушнаа, ја слушнаа вистината за Република Македонија. Јас како стручно лице кое сум 50, повеќе од 50 години во аграрот, моето убедување, иако голем дел од оние плодни земјишта се узурпирани, уништени, трансформирани во градежно, имаме уште можности. Тоа треба да биде прва точка од задачите на било која власт да дојде, да го организира земјоделскиот производител, бидејќи нечестната приватизација со Бранко Црвенковски го растури аграрот во Македонија, кој беше зберен во неколку комбинати кои произведуваа храна. Јас како фитопатолог во тоа време, илјадници камиони одеа за странство, за Германија, за Шведска, за... Сега се е затаено, бидејќи ние имаме само уште 20% од луѓето кои произведуваат храна. А 80% увезуваме. И сега тие 20% се сите во поодминати години. Токму така, на 55-60 години. Баш ова недела што помина, од Колешина дојдоа луѓе, имаше 300 производители. Една фамилија од 200 до 300 тона храна произведуваше. Има хектар бостан, по 130 тона добива од... Значи, бостан што ретко се раѓа. Сега, вика професоре, во нашето село има уште 4 фамилии, маж и жена, вика, едно внуче оставиле, младите отишле, а они се занимаваат како за своји, како за една-две фолии, како за своја потреба. Сега, ние со нашата, ајде да ја кажам, нашето видување, таа визија, воопшто од осамостојувањето, пред осамостојувањето, јас сум фрапиран, си го враќам филмот, од осамостојувањето од Белград, кој бевме на во таа држава, за Струјмичкиот регион се размислуваше, за Кавадарци се размислуваше. Во Кавадарци дојде најголемата визба тук. Во Струјмица дојде најголемата фабрика за производство на зеленчукови производи од конзервирани. Се створи првиот институт во Струјмица. Тоа од Белград. Сега сме во Македонија. Верувај ми, селата, тие се базата, тоа се стожерот на државата. Селата, еве Струмица ги ја земам као пример, 74 села има. Верувај, преку 60-70% младите луѓе ја имат напуштена државата. Наместо тоа, било кој да дојде на власт, да не бешеме политики, тој треба прво да го виде тој стратешки момент и да каже прво собирање на оние останати земјоделци, окрупнување на површините и кој регион за кој вид храна одговара. Како што реков, Валандова одговара за јапонското јаболко, калинката, смоквата и другите види. Струмичко за градинарството, Кавадаречко, Неготинскиот регион, заедно со Гевгелија за лозарството и така натаму. На тоа поле уопште не се работи. Него има тенка, некоја провидна, политиканска, непотистичка, како да ја кажам, политика, која ден за ден, сега примерно, било кој од земјоделците ќе каже треба тоа, наредниот состанок на влада и се дава тоа што треба да биде. Тоа се дава, бидејќи предстојат избори. Но, тоа за нас не е важно. За мене е важно трајната стратегија, која требаше уште од осамостојувањето да се консолидира, спроведе и било која власт да дојде да нема отстапки од програмот кој е стратешки за да произведуваш храна за себе и да имаш за извоз. Ти си богат. А ние 80%, сега 800 тона жито треба да ни дојде од Србија. Лебот наш насушен со години ние го увезуваме.
А имаме два солидни региона, тоа е Битолскиот и Овчеполскиот, каде што може да за наши потреби, бидејќи сум во контакт со тие луѓе, државата, ако направи стратегија, ние ќе имаме доволно жито за нас и ќе имаме чак и некој вишок. И наместо тоа се случуваат трагедии, кои јас секојдневно ги гледам, и што е најтрагично? Младите, кои сакаме да ги вратиме, наместо со еден мотив, со некоја заинтересираност да се кон тоа, тука има една одбојност, кога гледат, самиот родител вели, јас детето не можам да го жртвувам, да го доживее моето трагично минато. А тоа е земјоделието. Тука мора да се менуваат од корен работите и нашите села. Не паркови и градинки и тоа да се градат. Тоа треба целата инфраструктура да се гради и целата земја, парче земја, квадрат земја, да биде во функција на да биде во функција на производство на храна, а не на индустријска зона со влегување некој стран капитал кој воопшто не држи. Си ги има собствените интереси. Си ги направи собствените интереси, дали тоа батерии, дали се тоа навлаки, 3 години завршена е работата и они си одат. Така. Со еден збор, во Република Македонија на аграрот мора да дојдат луѓе што размислуваат за тоа парче земја да обстане. Ако ние 100% бидеме, а патот е таму веќе, да бидеме увозно зависни од храна, тоа е веќе за нашето парче земја трагедија, која тешко ќе се опорави доколку не се направи на време тој прав рез да му се даде на аграрот местото, стожерот кој го заслужува и сите во него да вложуваат за да се добијат квалитетни производи, стандардизирани производи за нашиот и европскиот пазар. А тука ќе биде и успехот на Република Македонија. Благодарам, професор. Благодарам и вас. Почитувани, ви благодарам на времето и вниманието. Бидете во добро здравје и расположение. Се гледаме за 7 дена со ново издание на Агроспект.